Во студиото со вас, Славица Арсова. Добро вечер, гледате Дневник, ова се настаните. Блокада на плетвари, протести низ повеќе градови. Групи граѓани бараат за нив да не важи законот и да возат без возачки дозволи. Од полицијата немаме против. Неколку ни земи возило. Да знаете ќе има и тепачки убиства. Почнува судењето за струмичкиот бизнесмен Крмзов, обвинет за даночна измама тешка 22 милиони евра. Обвинителството отвори предмет и ќе проверува како примероци од мозочно ткиво од Македонија завршувале во САД како дел од научно истражување. Утре средба на владата и УПОС, но договорот се уште неизвесен. ССМ поднесе предлог за намалување на функционерските плати. 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Тема на денот за евроинтеграциите, очекуваните сигнали од Брисел и најавениот нон-пейпер за интеграцијата на земјите кандидати. Анализа со Димитар Николовски од Евротинк. Останете со нас, почнува Дневник. Групи граѓани денеска на протести и блокади бараат полицијата да не им ги одзема возилата кои ги управуваат без возачки дозволи. Велат дека немаат соодветно, односно основно образование, па не може да ги полагаат потребните испити. Денеска беше блокиран плетвар, а протести имаше и во Битола, откако синоќа се протестираше низ повеќе градови. Од синокишните демонстрации беа упатени и закани со насилство и убиства кон полицијата и невисоките државни функционери. Премиерот денеска најави дека ќе следи жесток одговор за ваквите инциденти, а министерот задолжен за интеграција на ромите порача дека законите мора да важат еднакво за сите. Тамара Дичовска. На плетвар денеска се чекаше со часови во колони. Група граѓани повторно излегува на протест со барање државата да им овозможи да возат без возачки дозволи. Велат немаат ниту образование, ниту пари, па наместо возачка бараат разбирање. Да им се дозволи да возат како и години наназад и полицијата да не им ги одзема возилата кои ги возат без дозвола. Значи, ова не е добро за сите. Не само за нас, за роми, за турци, за албанци. Тоа нема врска, значи пола Македонија нема возачки. Некој нема завршено школу. Нека да устно прашање, нека состава некој начин неписмените да може да положа. Тој може не е писмен да чита. Да. Ама има во глата појак и од тој што е со возачка. Така е. Дали е така, луѓе? Протест имаше и пред полициската станица во Битола, но и во Струмица. До вчера сите крадеа, така ромите? Да. Така? Така е. Од денеска натамо, дали имате толку кражби веќе 7-8 години во Македонија? Не. Зошто сите веќе работат, види, од школа идат. Сите од школа идат нашите деца. Пачки само и ние сакаме мирно живот да имаме со вас. Вие не сте криви, ние сме граѓани како македонци, сите сме во Македонија. И сакаме ние да живееме како луѓе. Дајте ми некое право да може да ги возиме колите кој што знае да вози. Кој што ќе пија. Кој што со дрога ќе го фата. Има право не да му зема колата, има право да го клаи затвор натре, да лежи. По заканите за убиства и тепачки, ако им се одземат возилата кои ги возат без возачка на синокишните протести, премиерот побарал од министерот за внатрешни работи жестока реакција. Разговарав денеска утрово со министерот за внатрешни работи и она кој што го побарав од него да биде за секој некој што го прекршил законот, се заканувал, јавно упатил, закани го загрозил мирот и безбедноста на граѓаните, жестоко да се одговори. Министерот кој е задолжен за интеграција на ромите апелираше демонстрантите да бидат смирени. Вели тоа што доаѓаат од ромската заедница не ги амнестира од правилата и законите кои мора да ги почитуваат. Е навистина жал она што го слушам и како барање на граѓаните од ромската заедница дека немаат такво право. Во смисол да возат без дозвола, бидејќи нема основно образование, се неписмени. Тоа не ги амнестира во смисол да можат, ако е неписмен, да вози возило, односно да нема возачка дозвола. И сите кои управуваат моторни возила мораат да имаат возачка дозвола. Селију вели разговарале со министерката за образование да им се укаже можност и финансиска поддршка на оние граѓани од ромската заедница да го дозавршат основното образование, па со тоа понатаму да можат да полагаат и за возачка дозвола. Овде се работи за возрастни луѓе и токму за тие луѓе бараме одредени субвенции од страна едноставно да
не треба да им даат такви финансиски средства, да бидат ослободени од партиципацијата за да ги положат, односно да го оформат основното образование. Тоа ќе биде еден добар потек и на самата влада на нашата држава, а добар потек и за самите корисници, односно ромите помлади или до 30 години, 29 мислам дека баравме. Синоќа протести имаше во Прилеп, Ресен, Струмица, Штип, Кочани, како и пред судот и полицијата во Битола. На среде автопатот Битола-Охрид се палеа гуми и огнови и патот беше блокиран за сообраќај. Кај да најде тие за возачки пари? Дека сме роми, ние правда немаме. Но протестите се поделија. На автопатот останаа жените, а мажите се префрлија пред судот и полицијата во Битола. Бара инструктор да седи до нив и да потврди дека знаат да возат. Ако направеле грешки, ќе плателе за да добијат дозвола. Без возачки возеле со години, а ако им ги земеле колите, се заканија со убиства. Од полицијата немаме против. Некој ако ни земи возило, да знаете ќе има и тепачки убиства. Значи И во Штип се палеа гуми на улица, пошто интервенираше и пожарната за да го изгасне огнот и да се нормализира состојбата. Од МВР денеска соопштија дека за сите видови на протести, како досега, така и во иднина, ќе одговори согласно своите надлежности за да се обезбеди стабилен јавен ред и мир. За сега нема уапсени лица. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Податоците на МВР за вчерашниот ден, 3 февруари, повторно покажуваат дека најголем број од сообраќајните прекршоци се однесуваат на пребрзо возење. Од вкупно 650 регистрирани прекршоци, дури 590 се за надминување на дозволената брзина, 36 за минување на црвено светло, а 24 се нерегистрирани возила кои учествувале во сообраќајот. Полицијата изрекла 51 забрана за управување на моторно возило. Откако стартуваше системот Безбеден град, вчерашниот ден е евидентиран како ден со најголем број прекршоци од сите категории. Во сите 3 дена од почетокот на функционирањето, пребрзото возење се очинува над 85% од вкупниот број на прекршоци, според статистиката на МВР. Загрижувачки податокот што на дневно ниво се откриваат десетици нерегистрирани возила. Од Министерството за внатрешни работи најавија дека по една недела ќе направат детална анализа на системот, а во оваа прва фаза се санкционираат само 3 вида на прекршоци: пребрзо возење, минување на црвено светло и невалидни регистарски таблички. Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, обвинат за даночна измама тешка 22 милиони евра, денеска седна на обвинителна клупа во кривичниот суд во Скопје заедно со уште 6 лица и 14 фирми. Тој се товари дека преку фиктивни фактури за наводна купопродажба на недвижности незаконски барал поврат на ДДВ. Одбраната на подготвителното ручиште обвини за селективна анализа на доказите, додека обвинителството најави дека случајот ќе го докажува исклучиво со обемна документација и без сведоци. Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, обвинет за даночна измама тешка 22 милиони евра, седна на обвинителна клупа во Скопскиот кривичен суд. Заедно со него обвинети се уште 6 мина, како и 14 фирми. Се товарат дека со фиктивни фактури за наводна купопродажба на недвижности барале поврат на ДДВ. На денешното подготвително рочиште одбраната истакна дека обвинителството селективно ги анализирало документите од кои подоцна формирало и предмет. За прв пат сме чудо невидени, обвинителен акт само за еден данок, само за ДДВ, а не за данокот за добивка, да персонален данок и сите останати кои што произлегуваат од истите тие документи. Зошто тоа го прават досегашните органи, ќе видиме во текот на судењето. Обвинителството најави дека даночната измама ќе докажува без сведоци. Пред судот ќе презентира само документација. Во истрагата биле одземени 500 регистри, од кои како докази ќе се користат 8000 документи. На денешното рочиште обвинителството и одбраната стартот на судењето го договорија за 25 март. Во меѓувреме адвокатите имаат обврска да ги обезбедат документите кои како докази ќе ги понудат пред судот. Според обвинителството, парите земени преку незаконскиот поврат на ДДВ, Крмзов и останатите обвинети ги подигнувале во готовина, со дел враќале кредити, а граделе и станови. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Обвинителството отвори предмет за тоа како примероци од мозочно ткиво од Македонија завршувале во САД како дел од научно истражување почнато во 90-тите години. Се проверува дали при извозот на биолошки материјал имало незаконско постапување, пропусти или злоупотреби при издавањето на дозволи и согласности. Како примероци од мозоци од Македонија завршувале во САД како дел од долгогодишно научно истражување. Обвинителството отвори предмет по допрен глас и ќе испитува дали има елементи на кривично дело.
Предметот е доставен на надлежно постапување на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое треба да преземе действија на прибирање официјални информации од надлежни органи, институции и здравствени установи, во насока на утврдување на евентуално нелегално постапување со човечки ткива и биоматеријали, пропусти или злоупотреби при добивање дозволи и согласности, велат од обвинителството. Ова следува по објавените информации во јавноста од досието на починатиот милиардер Џефри Епстин, дека од околу 1000 примероци од мозоци во банката за истражување на шизофренија и самоубиства имало и мозочни ткива од Македонија. Алексеј Дума и Гора Стросоклија како носители на проектот тврда дека ги имале сите потребни одобренија и согласности. Работна група оформи и министарот за здравство, но вели дека нивните ингеренции се само во делот на издавањето на дозволи за влез и излез на биолошки материјали. Јас барам од групата, од нашата група, да дојде до информации како тоа е направено, значи како тој материјал стигнал од една земја во друга, тука е нашето. Но дали ќе дојдат до податоци од пред 30 години е нејасно, бидејќи во тоа време обврската за чување на документи била 15 години. Сепак Алиу лично смета дека се мали шансите да имало злоупотреби, бидејќи мозочните ткива биле извезувани во моќна држава како САД, каде имало јасни протоколи за биолошки материјали. Институцијата од другата страна, значи се работи за универзитет кој што е престижен универзитет, кој што има име. Исто така научникот кој е head of department таму во тој универзитет е човек кој што е светско име како научник и лично тргнувајќи од себе си, не верувам дека може да дозволи таа држава, тој универзитет или таа лабораторија да има злоупотреби за импорт на биолошки материјал без да има јасно дефинирани протоколи. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека не сака јавно да коментира за случајот пред да заврши истрагата. Сепак ова е состојба која што се случувала пред неколку децени, според оние документи кои што ги видовме, така што да оставиме обвинителството и истрагата да дадат одговор на многу прашања. Оној момент кога ќе имаме да споделиме нешто со јавноста, ќе споделиме. Инаку во проектот кој почнал 1996 година, биле вклучени најмногу младите кадри од Институтот за судска медицина со цел и нивна едукација. Сања Димитровска, Сител телевизија. Премиерот Мицковски повика на воздржаност додека трае истрагата за заплената на 5 тони марихуана во Србија, за која српските власти посочија дека неверојатно потекнува од Македонија. Обвинителството потврди дека има отворен предмет и интензивна комуникација со српските институции, а според извори на Сител и царината спроведува интерна проверка на документацијата. Опозицијата бара одговорност и тврди дека ваков криминал не може да се случи без поддршка од високи структури на власта. Премиерот повика на воздржаност додека трае истрагата за запленетите 5 тони марихуана во Србија. Имаше прашање до власта како е можно толкова количина дрога да помине низ граници. А од каде знаеме дека поминал од Македонија? Така тие тврдат. Па да се воздржиме од било какви тврдења. Имате некакви информации за тоа? Јас би се воздржал од било какви тврдења додека истрагата не даде резултати. Тие резултати ќе дадат одговор на многу од овие информации кои што се информации, но голем дел се дезинформација. Обвинителството во понеделникот објави дека веќе има отворен случај и дека се во интензивна комуникација со српските власти. Извори на Сител откриваат дека своја интерна истрага води и царината. Според информациите, таму детално се проверува целата документација од последниот период. Опозицијата и денеска повика на одговорност. Според нив скандалот водел до врвот на власта. Ваков криминал не може да се случи без поддршка, логистика и заштита од луѓе на високи позиции во власта. Уште колку вакви пратки, уште колку тони дрога вредна милиони евра ја поминале границата. Каде завршуваат огромните пари од шверцот на дрога и што се финансира со овие пари, се вели во соопштението на СДСМ. Српската полиција минатата недела објави дека запленила 5 тони марихуана во магазин во српскиот град Крушевац, при што приведени се 4 лица, а по едно се трага со меѓународна потерница. Српското обвинителство, повикувајќи се на првичните сознанија добиени од пресретнатата комуникација, објави дека најверојатно дрогата била набавена во Македонија, а потоа префрлена во Србија, но детали нема бидејќи во текот на истрагата осомничените се бранеле со молчење. Александар Спасовски, Сител телевизија.
утре средба на владата и УПОС, но договорот се уште не извесен. ССМ поднесе предлог за намалување на функционерските плати. 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На ден пред средбата меѓу владата и синдикатот на УПОС договор се уште не е на поведок. Синдикатот останува на барањето за 30% додатоци на платите, додека владата нуди 8% и пресметка според минималната плата. Даниел Василев има детали. На ден пред средбата УПОС влада се уште е нејасно дали двете страни ќе си подадат рака. Синдикатот не се откажува од барањето за додатоци на плата во висина од 30%, владата бара работниците да прифатат 8% додатоци и пресметка на платите според минималната наместо според просечната плата. Првиот човек на синдикатот на УПОС вели, став имаат, но треба да го финализираат. Уште имаме разговори и преговори, уште ги чекаме, мислам, веќе имаме став, меѓутоа треба да се доизнесат уште неколку синдикални организации за ставот што треба да го предочи синдикатот на УПОС на државната средба со премиерот. Нашите мислам дека е многу јасно, ова е наше барање на синдикатот на УПОС од 2025 година, исто време оваа година кога го протестиравме, чекаме само премиерот да видиме дали ќе го прифати нашето барање. Владата има формула која ја предлага уште од првиот ден. Вели премиерот Мицкоски, посочувајќи дека владата инсистира тоа да биде конечна одлука по која ќе се исплаќаат платите во администрацијата. Вели дека ако сега двете страни си подадат рака, тогаш ќе имаат време од 3 години владата и синдикатот да се договорат за нов општ колективен договор. Делот раководството на Сојузот на синдикати на Македонија се повикува на општиот колективен договор кој што ова раководство го има подпишано со претходната влада. Иако тој истечен, во преодните завршни одредби стои дека тој е во функција се до моментот додека не биде подпишан нов колективен договор. Доколку ние ја примениме оваа формула, тогаш при исплатата на плати ќе се создаде какафонија, бидејќи постојат неколку документи кои што ја дефинираат платата и кои што може да се толкуваат вака или така. Ние сакаме да имаме униформиран образец по кој што ќе се исплаќа платата за вработените во администрација. Во исчекување на исходот од утрешната средба, ССМ поднесе иницијатива за драстично намалување на функционерските плати за 80%. Според предлогот, доколку пратениците го прифатат, основица за пресметување на платите на избраните и именуваните функционери ќе биде минималната плата. Имајќи во предвид дека владата не уценува како синдикати да ги укинеме одредбите од општиот колективен договор каде што просечната плата за вработените во јавниот сектор се пресметува по коефициент за сложеност, имајќи во предвид дека ставот на владата е дека сите треба да бидат на минималец, функционерите треба да го дадат првиот придонес во таа насока и затоа бараме веднаш иницијативата да усвојат, имаат време до вторник кога е веќе закажена седница на собранието да стават и европско знаменце, имајќи во предвид дека законскиот текст кој се бара да се измени не е од обемен карактер и не предизвикува финансиски импликации на буџетот, затоа што ќе се зачуваат огромен дел на финансиски средства кои денеска ги трошат функционерите на сметка на работниците. Поголемиот протест со барање за минимална плата од 600 евра и линеарно покачување на сите плати за 100 евра, ССМ од вторник почнува со блокади. Според најавите од синдикатот, во вторник ќе го блокираат собранието. 2 дена подоцна организациите на бизнисмените, а на 17 февруари ќе ја блокираат и владата. Даниел Василев, Сител телевизија. Занаетчиите се спротивставуваат на предлогот за минимална плата од 600 евра, предупредувајќи дека зголемувањето од 12.000 денари одеднаш може да предизвика отпуштање и затворање на дуќани. Од Комората на занаетчи апелираат на реален и одржлив пристап, особено за малите бизниси во помалите градови и руралните средини. Велат дека ваков скок на трошоците директно го доведува во прашање опстанокот на занаетчискиот сектор. Занаетчиите против минималец од 600 евра. Зголемувањето за 12.000 денари наеднаш ќе предизвика бран отпуштања и клучна врата на голем дел дуќани, велат од Комората на занаетчи. Апелираат за реален и одржлив пристап при носењето одлуки за висината на минималната плата, затоа што опстанокот им е доведен во прашање. Тој удар ќе го почувствуваат граѓаните, бидејќи производите и услугите ќе мора да ги покачат. Ако веќе платата зборуваме за приближно 50% на покачување, во тој случај ќе мора и производите веќе веднаш да бидат покачени. А тоа реално ќе дојде до отпуштање на работна сила, бидејќи во таков брз период без анализа ќе биде удар за
Занајчиите сметат дека зголемувањето на минималецот треба да биде согласно законот, а не како што бара синдикатот. Ако скокне за 200 евра, придонесите за еден работник ќе се зголемат за уште 100, што ќе значи сериозен удар и врз оние кои плаќаат паушален данок и врз занајчиите кои плаќаат данок по реално остварен доход. Бидејќи заедно со придонесите од сегашната минимална плата 24 на 36 тие се 12, со придонесите околу 18, тие се 300 евра. Ако има тројца вработени по 300 евра, 900 евра секој месец ќе му се качи трошокот по однос на само на лицата кои се вработени. Само во Скопје има регистрирано околу 2300 занајчии, а низ цела држава 8000, каде работат во 300 дејности, како фризерски, козметичарски, кројачки салони, пекари, преработка на млеко и производство на сирење, производство на готова храна, доставувачи на храна, електроинсталатерски работи, поправки, бојадисување и уште многу други. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. ЕБОР даде зелено светло за продолжување на проектот БРТ, со што се отклучува процесот на подобрување на јавниот превоз во Скопје. Градските власти најавуваат дека до крајот на годината скопјани би требало да добијат вкупно 130 нови автобуси, дел преку БРТ, а дел преку владина набавка. Конечно откочен процесот за БРТ. Утрова на адресата на град Скопје стигнало писмо со кое Европската банка за обнова и развој дава зелено светло за продолжување на проектот кој треба да ги намали нервозите на граѓаните со јавниот превоз. Она што од нас ни следи како обврски, треба да го испорачаме проектна единица, да формираме за многу скоро време и да направиме измена во планот за јавните набавки. ЕБР во 2021 година одобри кредит од 70 милиони евра за Скопје за проектот БРТ. Неговата реализација се одложуваше поради низа несогласување и расправи во Советот и институциите. Ѓоргиевски денеска кажа дека двата процеса од првата фаза од проектот ќе се одвиваат паралелно. Првата фаза предвидува обезбедување на трасата, стоелиштата и 35 автобуси и чини 44 милиони евра. 22 милиони се предвидени за втората. Сега кога ќе стигнат новите автобуси и колку вкупно? Ова прашање вжешти денешната седница на град Скопје. Опозицијата го обвини градоначалникот дека не почитува рокови на ветувањата кои ги дал. Тој пак најави 130 нови автобуси до крајот на годината. Во ноември ветивте дека во март месец 2026 година се очекува во координација со владата да пристигнат 80 нови автобуси и рековте, ќе ве цитирам, целосно ќе го нормализираме градскиот транспорт. Значи, дали оваа година ќе има или не нови 100 автобуси? Јас не се плашам ако некогаш погрешам со проценката временска и да се извинам на јавноста за тоа. И ете, кажавте и самите, имаше тендерска постапка која што сметавме дека ќе заврши до март месец, но наместо 80 автобуси ќе бидат набавени, одговорно тврдам, за градот Скопје 100 нови автобуси. Досегашната историја на набавката на автобуси не е ништо со кое градските власти може да се пофалат. Во последната деценија се набавени вкупно 6 автобуси кои ги чинат Скопјани 10 милиони евра. Се уште не се целосно исплатени. Ѓоргиевски лани најави дека овој март ЈСП ќе се појача со 80 нови автобуси, но ветувањето пропадна заедно со тендерот на Министерството за транспорт кој го распише во јуни 2025 година за набавка на вкупно 120 автобуси, од кои 80 требаше да бидат за потребите на скопјани. Тогаш конкурирала само една фирма која не ги исполнувала условите, затоа тендерот беше неуспешен. Денеска градоначалникот изјави дека Скопје ќе добие вкупно 130 нови автобуси, 30 како дел од проектот БРТ, а 100 кои владата ќе ги набави со парите кај кои се задолживме кај унгарската влада. Со 100 електрични автобуси најавени се и 50 помлачи. Очекувањата на властите се дека најголемиот дел од автобусите ќе бидат пуштени во сообраќај до крајот на оваа година. Габриела Лескова, Сител телевизија. Додека се чека на времено и трајно решение за превозниците, на камионџиите им се редат црни печати и забрани во пасошите од членките на ЕУ. Кога и како ќе се реши проблемот? Во вечерните вести на Сител. Со панихида во црквата Свети Спас и положување цвеќе пред вечното почивалиште беше одбележана 154 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер и великан Гоце Делчев. Државниот и политичкиот врв упатија пораки дека неговото дело и визија за Македонија остануваат темел за еднината.
Goce Delcev pito gole, da me groev Sanadanski. Со панихида во црквата Свети Спас и положување на свежо цвеќе пред вечното почивалиште на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев беше одбележена 154 годишнината од неговото раѓање. Гоце знаел дека Македонија е заедница на народ со свој историја, вера, јазик и култура и дека секој обид да и се одземе слободата на татковината истовремено е обид да и се одземе душата. Гоце Делчев нека ни биде пример како треба да ја градиме Македонија, порача премиерот Христијан Мицкоски кој се поклони пред гробот на Делчев. Денеска го одбележуваме денот на раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев, човек кој што оставил нераскинлива трага и денеска практично денот кога се сеќаваме и се спомнуваме на неговото дело, кој што го направил и за македонскиот народ, но и за Македонија како држава и генерално за сите граѓани, да го чествуваме и да го сеќаваме и тоа нека ни биде пример како понатаму треба да ја градиме нашата заедничка татковина Македонија. По повод одбележувањето на 154 години од раѓањето на македонскиот револуционер, председателот на СДСМ порача дека делата на Делчев се потсетник дека Македонија се гради со храброст, солидарност и заедништво. Граѓаните горди на македонскиот великан велат дека неговото дело треба да се чува и почитува секој ден. Младите се уште треба да работат на неговите идеи, неговите идеали, да се продолжат и да... Како возрастни луѓе да ги упатиме, ако ништо друго, да го почитуваат македонскиот јазик, да си ги почитуваат сите дела негови и на сите негови соборци. Пред вечното почивалиште на Делчев се поклонија представници на институциите, граѓанските организации, политички партии и граѓани, представници на амбасадите во земјава. Годинава пред гробот на македонскиот великан Гоце Делчев не се поклони ниту еден представник на бугарската амбасада, ниту пак било потврдено нивно присуство. На 154 годишнината од раѓањето на Гоце, Државниот архив објави фотографија од автентичен и оригинален документ, напишан од самиот Делчев, шифрирана азбука со која контактирал со отчетите околу снабдувањето со оружје и движењето на низ населените места во Македонија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Што значи завршувањето на постмониторингот од Советот на Европа, што може да се очекува од нон-пейперот за проширувањето, можни ли се некакви придвижувања? Во тема на денот Валентин Николовски разговара со Димитар Николовски од Евротинг. Господин Николовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на поканата. Официјално завршиве постмониторингот за Македонија од Парламентарното собрание на Советот на Европа, воведен како мониторинг со приемот на Македонија во Советот на Европа 95-та, заменен со постмониторинг 2000-та. Сега тоа што е интересно, во наводите за човекови права и функционална демократија, земјава ги исполнува своите обврски, останува делот за подобрување на судството и борбата против корупцијата. Дали овие сигнали се доволно јасни за, како што вели премиерот, историски ден за државата на ниво на прогласувањето на независност? Па добро, како прво мора да се истакне дека ова е голем успех и големо признание за државата. Сега, дали е толку големо како независноста, не би се согласил, затоа што независноста беше еден сон на повеќе генерации на македонци и беше цел сама за себе, исполнувањето, значи имаше една огромна историска важност. Ова е само едно признание, јас би рекол, меѓутоа не затвора никакви големи прашања во однос на нашиот развој. А што значи еве за евроинтеграциите вакво признание од Советот на Европа дека повеќе не сме ниту во постмониторинг, туку во редовни годишни извештаи како што е за сите земји членки во во Советот на Европа, со оглед дека неговите одлуки барем на хартија се почитуваат од Европската унија? Да, така е. Ова е, мислам дека ќе создаде една подобра слика за Македонија ова признание од Советот на Европа и дека има врска со европските интеграции, ќе биде нотирано во годишните извештаи за прогресот кој ги подготвува Европската комисија. Така да, меѓутоа нема, повторно ќе кажам, нема да ги затвори тие главните прашања и главните проблеми со кои се соочуваме ние нонстоп во комуникацијата со Европската унија. И како што кажавме, значи ова е едно признание дека ние сме излезени од таа група на проблематични демократии и сме
консолидирани отколку што сме биле во минатото. Тоа што е интересно е што во октомври Бугарија излезе од постмониторингот, земја членка на Европската унија, на НАТО, нели? Но кај нај е наведено дека освен загрижувачката состојба ако ги исклучиме тука борба против корупцијата, правосудниот систем и се што е генерално оценка за сите, тоа што е загрижувачката состојба со ромското население, Страсбург ги повикува властите да продолжат да соработуваат со Комитетот на министри за спроведување на пресудите од Судот за човекови права во Страсбура по одбивањето за регистрирање на македонските здруженија во Бугарија на граѓаните со македонска самосвест. Точно е така наведено. Ако почитувањето на основните човекови права е во фундаментите на Советот на Европа, како е исклучена Бугарија од ваков постмониторинг кога основните човекови, односно малцински права не се испочитуваат? Па како прво мора да се истакне дека ова е една политичка, а не судска одлука. И се гледа големата слика. Во однос на големата слика, оценката на Советот на Европа е дека Бугарија има доволно капацитет за да се справи со овие проблеми, дека незините институции имаат доволно капацитет да се справат со овие проблеми, но дека тие не се пресудни за веќе за да се задржи тој постмониторинг. И кај нас ако се навратиме во одлуката за нашата држава, ќе видиме дека таму има задршки во однос на судството и во однос на корупцијата. Во Бугарија има задршки во однос на овие прашања, меѓутоа тие не сметаат дека се доволно големи за да се задржи тој постмониторинг. Проблематично е, основни човекови права, малцински права. Тоа што се вперува прстот во официјална Софија од сите институции, практично е тоа. Дали Советот на Европа има инструмент, во ова студио неколку пати е нагласено дури и барање од одредени земји членки Бугарија да се исклучи од Советот на Европа заради непочитување на пресудите? Да, меѓутоа не наоѓам јас некој посебен инструмент, затоа што доколку постоел тој инструмент, досега тоа ќе било спроведено. Повторно ќе кажам, не мислам дека има доволно критична маса во Европа или во земјите членки на Советот на Европа кои што би биле доволно заинтересирани за овој проблем да го покренат на толку високо ниво. Може ли овој притисок, да го наречам, од Советот на Европа да се пренеси во ЕУ? Еве гледаме дека европарламентарката од Словенија Ирена Јовева, македонка по потекло, среде Софија бурно реагирала и е изненадена дури од лагите на министерот за правда дека тврдел пред неа, пред европски парламентарци, дека одлуките на судот се спроведуваат секогаш. Да. Па таа има, како што сами наведовте според низиното потекло, има еден тесен интерес за правата на македонците таму. Меѓутоа, таа е една европарламентарка. Индивидуални европарламентарци можат да покренуваат многу теми, но доколку не успеат да соберат повеќе поддршка од своите колеги во Европскиот парламент, за да се покрене тоа на повисоко ниво, тие обиди остануваат така како изолирани инциденти. Но дефинитивно беше интересно затоа што сепак се создаде една слика во медиумите во однос на овој проблем кој го има Бугарија. Да, таа вели медиумите не само што не ги добиваат извештаите за тоа дали е постапено, него едноставно не добиваат никакви информации поврзани со овие пресуди. Да. Последното што јас можев да го видам во однос на регистрацијата на Омо Илинден во Бугарија беше дека судот го одбил нивното барање поради некои технички проблеми, некои печати, подписи и такви работи или некои проблеми со статутот, позицијата на председателот, мислам, или нешто такво. А немаше некои коментари во однос на нивниот мандат или нивната цел и мисија како организација. И дека загрозуваат безбедноста на Бугарија. Како што досега беа образложени. Тоа не беше во последната одлука вклучено дека загрозуваат безбедноста на Бугарија. Така да не би исклучил, не мислам дека е надвор од памет дека во една блиска иднина ќе успее Омо Илинден да се регистрира како невладина организација, секако на некако и партија. Да. Но што очекувате да се случи во следниот период со оглед дека регистрирањето на здруженијата е еден од условите кој што го поставува македонската влада за вметнување на бугарите во преамбулата на македонскиот устав. Дали тоа може некако да направи уште едно поместување како што е ова претходното?
Тоа може би така ќе се прикаже, како што реков. Можно е да се направи поместување од страна на Бугарија во однос на регистрација на ОМО Илинден или други здруженија. Но тоа не мислам дека ќе биде поради некаков притисок од нашата влада, затоа што ние во овој момент не сме во позиција на притисок за такви прашања, да поставуваме такви услови и такви барања. Кога би биле полноправна членка на Европската Унија, тогаш ќе можеме многу повеќе да направиме за овој проблем. Може ли нешто да смени во преговарачкиот процес, најавениот non-paper фамозен, што се најавува во текот на овој месец, евентуално март, нели, ако што веќе циркулира помеѓу авторитетите од земјите членки за нови модалитети во проширувањето? Да, значи тој non-paper ќе покрене една поширока дебата. Имавме неколку non-paperi претходно, барем два, германско-словенечки или исто така беа вклучени и Австрија, Италија во тие non-paperi, каде што се бараше промена во однос на методологијата за носење одлуки во однос на проширувањето. Во овој се очекува во овој non-paper да бидат предложени неколку решенија, како што е на пример кластеризација на преговорите, тоест да не се отвараат индивидуални поглавја, туку само директно кластери да се отвараат и затвараат. Исто така промена во однос на одлучувањето за тоа да не постои вето, туку да се носи квалификувано мнозинство во однос на онаа фаза на отворање и затворање на кластери, но не и во однос на почеток и затворање на преговорите. Така да тука и исто така фазно влегување во Европската Унија, значи да се стане дел од некои политики на Европската Унија пред да се стане полноправна членка. Што би го олеснило влезот на индивидуалните кандидатки земји членки. Така да може тука да се покрени некои од овие решенија, дури делува возможно дека може и да се постигне консензус на Европската Унија. Тоа што го одбележа изминатиот период се блокадите на камионџиите кои покажаа дека кога се работи за интерес на Европската Унија може да се сменат и правилата. Видовме. Вчера се одржа министерски состанок со Европската комисија од кој е договорено да се изнајде решение кое би ги задоволило сите страни, но кои се опциите, најверојатните опции, што сметате за камионџиите? За превозниците генерално. Да, јас очекувам за превозниците всушност да им се даде некој посебен статус, како што на пример имаат статус пилотите. Тие професии кои бараат подолго задржување на границите или во земјите членки без да се има постојано престојувалиште таму. Така да мислам дека ќе се изнајде едно решение токму поради тоа дека ние како Западен Балкан, кога сме заедно како регион, имаме значајна улога во европската економија, во економијата на Европската Унија. И тука се гледа интересот нивни за да се реши овој проблем и мислам дека ќе биде решен. Европската комисија најави можност за одложување на целосната примена на ЕСА системот поради предстојната летна сезона. Што очекувате да се случи? Дали сите земји членки би се согласила на тоа? Повторно се работи за интерес, би рекол? Да. Може да се случи одложување, затоа што мислам дека се создадоа такви гужви на границите кои не беа очекувани, особено на копнените граници каде што се оди со автомобили или со автобуси, и тоа може да создаде голем проблем во самата контрола над границите за време на летниот период. Така да може целосно да се одложи и понатамошното воведување на ETIAS системот кој се очекуваше да биде донесен во средината на 2026 година, но мислам дека нема да се успее. Таков е интересот, би рекол, за крај за членството на Украина, што велат анализите, дали Украина може да го повлече Западниот Балкан во ЕУ, со оглед дека Киев, да бидеме реални, не ги исполнува условите за членство, ниту пак за преговори за членство, но е од стратешки интерес за Европската Унија. Да, ние тука гледаме таков еден шифт каде што многу поголема улога игра геополитиката за одлучување за прием на нови членки. Германскиот канцелар Мерц имаше споменато дека нема да им прогледаат низ прсти. Тоа не значи дека ќе биде така и мислам дека на крајот одлуката сепак ќе биде една геополитичка одлука, но многу повеќе очекувам дека ќе има некој паралелизам помеѓу Украина и Западниот
Западниот Балкан дека нема да има спојување на двете. Не во пакет, туку ќе си одат во посебни групи. Во посебни групи, да. Ви благодарам за учеството во тема на денот. Благодарам и на вас. Иако буџетот на Фондот за здравство за онколошка терапија е ист како лани, надлежните уверуваат дека пациентите нема да останат без лекови, вклучително и без скапата терапија. Директорот на Фондот за здравство најави дека средствата се доволни, но дека ќе има построги критериуми и подобар менеджмент, за да нема привилегирани пациенти како клучни предизвици и натаму ќе останат застарените водичи за лекување и недостатокот од онколози и патолози, особено надвор од Скопје. На Светскиот ден за борба против ракот, директорот на Фондот за здравство уверува дека онколошките пациенти нема да останат без терапија, иако буџетот на клиниката е ист како лани. Клековски вели дека средствата се доволни за годишната набавка на лекови, вклучително и скапите цитостатици, која треба да се реализира во април. Знаеме дека од 80 лекови вкупно кои се достапни, 4 се поради една или друга причина подолг период недостапни, тоа се поевтините цитостатици за кои генерално нема интерес од дистрибутерите да ги носат во земјата. Се прават анализи во онкологија и во фондот до каде потрошувачката на лекови од оние што се одобрени од поскапите лекови секако ќе се реагира навременно. Според директорот на ФЗО, за да има лекови за сите болни од рак, треба добро да се менаџира користењето на терапијата, според јасни критериуми кои ќе важат за сите пациенти и да нема привилегирани. Во таа насока Клековски вели дека крајно време е да се обноват и водичите за лекување, кои се стари речиси 20 години, а контролата на ефикасноста на терапијата ќе се прави со зголемување на бројот на PET скен снимањата. Успеа да значително го зголемат бројот на 5 снимки во 25-та година, околу 2700 се направени и ќе работиме заедно многу напорно да се обезбеди втор 5 скен, за да стигнеме до бројката од 5,5-6 илјади 5 скена годишно, што сметаме дека е доволен број на 5 скенови за да се следи ефикасноста на употребата на терапијата кај пациентите. На брифингот со медиумите од фондот посочија дека лани во јавното здравство биле направени речиси 14.000 операции на тумори, но слаба алка во системот за борба против ракот, останува недостигот на патолози и онколози, пред се во болниците во внатрешноста. Александар Динев, Сител телевизија. Со новиот портал operации.zdravstvo.gov.mk државата најавува целосна електронска евиденција на листите за чекање за елективни операции во јавното здравство. Министерството уверува дека пациентите ќе се третираат по принципот прв дојден, прв услужен, со цел да се намали просторот за злоупотреби и врски. На јавен портал ќе бидат достапни листа на закажени елективни хируршки интервенции, со јасна, категоризирана на интервенции и стандардизирани правила за внесување и за ажурирање на податоците во системот. Со ова прв пат, како држава, воспоставуваме ред и јасен протокол на транспарентен начин да се води електронската евиденција за закажаните интервенции во здравствените институции. Целта е секој пациент да ја добие услугата прв дојден, прв услужен,